Ставот на нашата партија врска со таа истрага е да не се мешаме во истата и да оставиме простор да се развиват онака како што смета ОЈО, без политичко влијание. Но јас би си дозволил еден коментар како граѓанин. И непостапување е кривично дело, кога имаш јавни овластувања. Тоа Стефче го знае добро како екс-министер, кога ако не постапам во некој случај. Тоа исто и денес за мене важи, бидејќи јас ако не постапам по нешто од ова кој јас ви го говорам вечерва, ќе бидам исто кривично одговорен задутре. Во случајот со Кочани ние имаме проблем со непостапување на плејада надлежни служби. Од МВР, инспекторати, сите министерства, локална самоуправа и така натаму. И кога ќе земиш колкав е обемот на вмешани институции во тоа непостапување и очекуване и бројот на притворени. Може да се зголеми, денеска имаше нови притворања во Кочани, баш во моје присуство, наставниците дозна за уапсени нивни блиски пријатели. Мислам дека МВР беа, не сум сигурен. Така да таму перманентно се живее под тој настан, под таа трагедија. Трагедијата веќе, траумата веќе е претворена во фрустрација. Апсењата се веќе дополнителна траума. Фрустрација од што? Од сета ситуација што се случила. Пазете, јас денеска бев во основно училиште, каде што има настрадени ученици, каде што има наставници чии деца се починати. Одам во гимназија каде што има огромна бројка на починати ученици од таа гимназија. Мислам дека е настрадани пресателката, да не сгрешам, да направам грешка. Не сеќам точно ми кажува децата кои се, па тоа е трауматична состојба, како да ви кажам се тоа. Знаете ли што значи се на школа? Има дечина чии родители се уапсени. Па они се сега трауматизирани од тој елемент. Значи ситуацијата таму е специфична и е потребна конкретна институционална поддршка за тие таму институции локални, кои немаат капацитет да се носат комплетно со ситуацијата во која се наоѓаат. И затоа треба да настапат и стручни служби и сите ние кои раководиме некоја институција да сториме максимум во рамки на наши овластувања да помогнеме во состојбата. А да се мешам во тоа што ќе направи МВР и ОЈО, не би влегувал. Таму веќе нечесно политички одговор, имајќи предвид поддршка даваме на истрата до крај. Целата опозиција и СДСМ и Левица и ДУИ обвинуваат за селективност. Не. Прашањето ми е дали вие гледате селективност? Уапсе не актуелен министер од актуелна влада. Е во притвор, мислам. Шабан Али. Значи, он мислам дека е во притвор. Уапсени се и мислам дека беше и некој директор на Дирекција за заштита спасување, ако не се лажам. Шабан Али. Не знам, значи неколку се. И сега во целата таа приказна не е убаво да направиме атмосфера на линч, кој што се обидува да прават врз мене и врз истражните органи, па они ја направат сега автоцензура па да ја намалат истрагата или да се откажат од таа истрага. Треба сите да дадеме кураж на МВР и на ОЈО да одат до крај. Мора да лабински да се пресече во државава, за не се повтори. Бидејќи историјата е учителка на животот. Ако не научиме од овој случај и ако не влеземе лабински во ситуацијата, ризикуваме истиот случај не се повтори за неколку години. Ама така велевме за модуларната болница и за Дурмо. Ама не научиме ништо. Ама тоа што не постапивме. Вербата сега дека Епа еве сега постапуваме. Епа еве сега се постапува до крај. Се оди длабински. А треба така длабински до крај според вас да се отиде за другите предмети? Апсолутно, не спор. Значи јас сега што навлегувам дека длабински, сакам да навлези МВР длабински, ОЈО, сакам да навлези Министерство за финансии, финансиска полиција. Бидејќи ако добро го разбрав господин Техимовски вели дека сите треба да навлегуваме длабински да се враќаме назад. И да работиме длабински посветено. Ако добро ве разбрав. Не се враќаме назад. Не се враќаме назад. Ако не расчистиме со моменталното поведение коруптивно и било какво да е, на непостапување, неодговорно управување, било нарекува еден водење, тоа ќе се мултиплицира во иднина и ќе продолжи по старо. Затоа е добро да направиме, барем сега со Кочанскиот случај, да не биде како моментум кој дава легитимитет да се постапи и по случаите на назад. Зошто да ги сукриваме виновниците за жртвите од модуларната болница, за жртвите со тој, јас се сеќавам, мене ми се случи на граничен премин цариници да ми дадат документи за автобусот кај што изгоре, кои констатирале злоупотреба.
Тоа беше објавено по медиуми некаде и имаше закан од Оливер Спасовски да пушти кривични пријави зашто сме го објавиле. Фактички сме го отвориле Пандорината кутија за криминал со таа фирма на ДУИ, а министерот за транспорт и врски Благојче, како се викаше од Штип, нешто бледо нешто правеше, демонтираше и направија цензура врз црниците да престанат со објавување на тоа што беше вистина. А тоа беше констатирано од надлежните служби како автобус не смее да вози. Така да, доста ги малтретиравме и ги цензуриравме надлежните служби. Да ги куражиме, да им дадеме да работат. И ја така постапувам. Во агенцијава, сите кои сакаат да работат на честно и поштено и посветено работење, јас ги куражам. И планирам и со средства од Европската Унија, кои ги имам на располагање, да им ги зголемам платите. За минимум 30%. За 72 часа и премногу направивте од ова што кажувате. Може ли вака се? Ајде. И тоа ќе оди така дефинитивно. Сега замислете вака. Во притвор е Валјон Сарачини, во притвор е Беким Незери, така? Да. Ама не се во притвор нивните колеги министри за внатрешни работи. Кој бил? Гордана Енкуловска. Зашто не е она во притвор? Како може Валјон да оди, Беким да оди, министр за економија, двајцата се министри за економија, биле од 2011 до 2016, да речеме Валјон Сарачини, а кој бил министр за внатрешни работи? Сега нема селективност. Све направила полицијата како што треба. Ако некој во оваа држава све знае, па нели таа полиција имаше слушалици на уши. Инаку, ВМРО, генетски он ужива во 48 година, кога се апси од дома се изнесуваат луѓе, овие доаѓаат со кожните мантели, ама пак ако они го обожаваат тој период, за кој ќе кажат, види, каде е овој, што направил, има нешто што направил. Има нешто што направил. Не го сакаме тој период, има нешто што направил. Што направил некој? И сега еве поштено прашувам, са ти апсиш министри за економија, Кутриот Шабан Али го апсиме. Еве јавно да се. Знаете ли колку пати сум зборувал за значењето на дирекција за заштита и спасување? Ќе ви отвора најмалку 5 пати имам јавно говорено дека таа институција треба да биде највисок функционер од водечката партија во ранг на министер, затоа што таа мора да действува во случај на војна, во случај на поплава, на земјотрес, на големи пожари и така натаму. Ние таа толку сме маргинализирале и сме му ја дале на Шабан Али. И со кои капацитети располагал Шабан Али? И кој го фермал Шабан Али во таа влада? Искрено кажувам. Значи, таа институција мора да биде, кој ја води таа институција мора да биде во ранг на министер. И затоа мора да биде од водечката партија. Кои капацитети ги има дирекцијата за заштита и спасување? Замислете, цела држава таа треба да даде лиценца, дека некој знае да гаси пожар, а има само 3 човека. Може ли цела држава да ја обучи? Училишта, градинки, институции, јавни предпријатија, државни предпријатија за да те лиценцираат? Може. И со кои капацитети? Може. Не може. Може. Значи нема капацитети. Ние цело време како општество, како влади, и ВМРО, и СДСМ, и сите, таа институција значајна ја маргинализираме и сега дојдовме до Шабан Али да го јаде стапот. И пак ќе прашам, еве го Шабан Али од ова време е во притвор. Еве ги овие двајцата министри се во притвор. Каде е министерот за внатрешни работи што бил во тоа време? Ако веќе враќаме така назад работите. Значи пак ќе кажам, јас сакам да му верувам на обвинителството. Тие си ја знаат својата работа. Нешто ми е чудно во ова однесување. Ако се терат, имаме ние кривично правен настан кој настанал во одреден временски период. Имаме министри што се наоѓаат на лице место во тој временски период и свини ме бате, ама тебе ти се десило, не ми се десило мене 2004-та, тебе ти се случило. Тебе после 9 месечно владење. Што да ти правиме? Се ако веќе се враќаме така назад. Значи многу дилеми ова отвара, затоа не би сакал да не се повторува 48 година. Зашто е татко му Новој во притвор? Има нешто зашто е. Не може има нешто. Ние мораме да знаеме што се случува, со што се огрешиле овие луѓе и така натаму. Во крајна линија, нема да ми се лути никој, ни обвинителството. Имало ли обвинители во Кочани? Постои ли институт допрен глас? Дали тие преземале нешто? Дали евентуално наложили истрага токму да се отвори за овој диско клуб? Зборуваме за сите. Затоа викам, Кочани е едно големо огледало кој што сите ние се гледаме.
Целата наша срамота, и мене стомакот ми се гледа, белата коса, ама на сите им се гледат недостатоците. Не е тамо само на Шабан Али или не знам на Радко градоначалникот или не знам кого, на сите нас. Значи, ако зборуваме, кога веќе така идеме широко, треба многу институции да бидат фатени и многу луѓе да бидат фатени. На Воената академија, како високонаучна образовна институција, разговаравме и е разработен проект за длабинска системска промена на системот за заштита и спасување или цивилна заштита. Имаме една многу благородна, прекрасна идеја, како што е армијата поставена, така да го поставиме војна, тој систем за цивилна заштита. Значи, војната и цивилната заштита бидат пандан. Со тоа што Воената академија ќе започне да произведе така наречени цивилни офицери. Ќе имаат 2-годишно заедничко образование со воените офицери, а после ќе се одвојат под нашата цивилна катедра. И тие ќе бидат исклучително професионален кадар кој ќе биде дел пари у буџет, нема да му летат канадери, нема да му летат што ако образуваме. Дозволи ми сега. Кој е проблемот на тие институции? ЦУК и Дирекција за заштита и спасување. Не може со педагошка виша 50 вработени. А тие треба постапуваат како инспектори или како што? Или интервентен тим ќе биде таму со не знам, сега, значи не е окей. Но ако ставиме професионалци, обучени за дејноста, да се задолжени комплетно и да бидат во координација и субординација со воениот систем за заштита и спасување и со системот на МВР. Со двата центри за раководење на операциите, оперативните центри 2. И ова биде трет оперативен центар за цивилна заштита. Ние со тие 3 оперативни центри ќе имаме апсолутна покриveност на територијата. И дополнително тие ќе бидат овластени инспектори, кои ќе знаат што работат. Место што спомна 3 луѓе кои не може да покријат, претпоставам дека не се ни добро, и таа ваша ваша благородна идеја ќе се реализира, бидејќи господине Богоевски, сите само малце се извинувам, сите од ова студио секогаш имаат брилијантни идеи, многу во зборуваат за работите кои што треба да се сменат во општеството, граѓаните случаат, имаат надежда дека нешто ќе се промени, бидејќи кажувате, меѓутоа за волја на вистината никогаш ништо не се менува. Ја можам да се кладам тука дека од ова што го кажувате никогаш ништо нема да се имплементира. Не е така. Еве нека има запис тука ќе можеме да зборуваме. Разговарав со премиерот Мицковски, тој рече допре дојде на идејата во секој случај. Накратко СИЖ е доставена, ќе се елаборира во целост. Добро, и кога ќе се имплементира? И таа идеја, ако дозволи времето и можностите, јас предложувам да се формира и посебен тим владин за реформа на системот за цивилна заштита и се надевам дека за кратко време ќе имаме резултати од владата. Па не можам да ви кажам, не ракуваме владата. Не сакаме на пример да ми кажете дека за 2 години од сега ова ќе се да даде Господ да биде брзо. Се надевам ќе биде брзо. Јас ќе притискам, ќе замолувам, ќе правам се што можам да биде брзо и таа работа да ја завршиме. Бидејќи ние имаме една ситуација каде што е на претходна министерка за одбрана, која сега е голема функционерка во НАТО, институција и дека се фрла на страна. И за тоа инсистирам на одговор кога ќе се направат овие работи. Ама сега ќе ви кажам, претходната влада, претходната министерка за одбрана, Радмила Шекеринска, ја фрлила дакта катедрата за општествени науки на Воената академија. Ја укинала. Буквално ги укинала и студентите. Значи, она комплетно, директно действувала во уништување на систем на цивилна заштита во земјава. Со директни акти. И мора биде одговорна и она. Ма барате одговорност, мене ме интересира. Ама барам одговорност, ја барам одговорност. Значи, сега преземаме мерки. Еве, на ниво на наука, на ниво на стручна фела, се разработува решение, кое ќе се даде на политиката и политичарите кои ги носат одлуките, овластени од граѓаните, ама тоа е демократски систем, како поинаку. Политичарите треба да донесат одлуката и да се имплементира финалното решение. Така одат работите. Се Стефче е многу поискусен од мене во тој дел како одат работите. Се и јас дека не сум искусен, ама тоа е процесот. Ние не можеме да наложиме на тоа, но работиме посветено на решение за се. Кочење
Огромно предупредување за сите. И тоа беше поривот да се дискутира, се работи, се разработи. Тоа е нешто од кое што нема враќање назад. 61 жртва. Како предупредување 61 жртва нема веќе враќање назад, господине Богоевски. 65 имаме во војните действија 2001. Страшна работа. Да, загубате страшно тоа. Да не ги броиме тие другите. За тоа ви кажам. Вие извинувам малце, вие фантастично е добро што си имате планови идеи, меѓутоа моја работа како представник на јавноста и како новинар да инсистирам на тоа да се имплементира. И некој да не дека само се правиме зборувате. Не ми смета да ме поставиш. Не знам дека не ви смета, сакам да знаете зошто инсистирам. Се обидам да кажам како оди процесно. Материјално ќе го сработиме. Процесно е во рацете на високата политика. Ние како локална самоуправа толку можеме, толку правиме. А јас како дел во водечката коалиција, како еден од учесниците во водечката коалиција, како човек кој е дел од водените структури и така, ќе правам се што можам и на лична основа и секојдневно ќе притискам тоа да го завршиме. Само резултати не интересираат. Можам да зборам се за себе, се не можам да зборам за други. Апсолутно. Сега вие сте вечерва тука заради тоа со вас разговарам. Кој ќе биде некој друг истите прашања ги добија. Локална самоуправа согласно закон мора да има единици за заштита и спасување. Ај проверете дали една општина има. Нема. Освен општина Карпуш. И тоа имаме 15 години. Ама не, и треба да има и волонтерски единици. А имаме волонтерски единици, праќаме на обуки. Во Обреново сме праќале за спасување, тие што се за вода. Секоја година ги праќам на обуки. Опрема имам, све има. И сум го молел градоначалникот на Скопје, Коце Трајански, Коце, дај барем скопскиве општини, дај сите 10 по 40 луѓе 400 правиме. А замисли 83 општини по 40 луѓе 32 цела бригада правиме војска спремна за ова работа. Ама ние сме на ниво кога директорот на центарот за управување со кризи не решава шакти во Скопје. Премиерот нека си почне од таа работа, негови се градоначалниците. Имате ли вие единици за заштита и спасување? Имате ли соодветна опрема што треба? Све си пишува точно законот што све треба да имаш. Предпоставувам дека има надлежни служби кои треба тоа да го проверат, констатираат и казнат за непостапување оние кои не постапиле. Ја никога не изема одговорност, пак ќе кажам. Стојам за тоа, за има комплетна индивидуална одговорност. Градоначалниците за тралала задолжение. Тралала задолжение. Градоначалниците треба да водат евиденција за угостителски објекти. Ама да видиме. Замислете, големата ингеренција добиле локална самоуправа. Ингеренција за водене евиденција на овие на кафани, кафичи и така натаму. Дата база. Сега каква дата база треба да има национална, Петар, и треба да подлежи под строга регулатива. Тој што си дава на годишно ниво, Перо, да има тој што си дава одобрение, тој ќе си води евиденција. Што има ја да му водам него евиденција. Он дава одобрение за постоење на ресторанот, на диско клубот, на кафичот, а ја да му водам евиденција. Што сме ние? Ке простам за називот пошто си повозрасен. Па нагалено е. Не се лутам. Значи, мораме да формираме. Нема врска тоа. Мора да формираме. Петар, имаме потреба од чисти. Дозволи ми само да кажам една реченица. Имаме потреба од чисти ингеренции. Или е твоја или е моја, не може и моја и твоја и него. Се согласувам, да. Точка. Да завршиме од тука да тргнеме. Многу едноставно. Се формира една база на критични точки, каде што може да настанат катастрофи од ваков калибар. Таа база се ажурира 3-месечно, а службите надлежни ќе прават секој 3 месеци инспекцијски надзор за исполнување на највисоките критериуми од светски карактер зборам критериуми. Еве ти една точка. Тоа проблем не е на земјотрес не е постојана точка. Ама се согласувам. Опасност е постојана точка. Ама никој не ја води таа база. Ајде да ја воведиме. Да ги набилуваме службите со квалитетни кадри, стручни кадри, да ги обучиме тие кадри и да се функционира системот совршено. Ама да не му се мешаме политичарите на системот. Да не кажеме сега и син ми да го пикнеме таму, заврши, што заврши, ешто туризам и менеджмент, мацкаше нешто, ми просто да не заберат луѓето, а таму не премине дете кој е апсолутен експерт за заштита и спасување, например. Обучен со сите можни сертификати. Че имаме проблем со мешање на политиката и онаму кај што не е местото. Нели? Па сега ако направиме такви институции со така стручни спремни кадри, со апсолутно се согласувам со тебе. Прецизни ингеренции, нема мешање општина со влада. Апсолутно. Точно, ама попис детален кој постапува. Нема тука АБ, нема тука и армијата е надлежна, и МВР надлежна. Ако све тоа беше надлежна локална самоуправа, точно ке знаеме кој е. Значи тргнуваме од нула. Точно, прецизно и тој систем да функционира без политичко мешање. Како Арама. Ке си има луѓе кои ќе влегуваат како образовани кадри, како офицерите што влегуваат од академија во Арама, без да може политичка партија да кажува да не. Нема да не. Да, Петар, знаете дека и овдека да биде.
тотално професионална служба за цивилна заштита и спасување, како што е Арама. Добро. Крај. Како е ситуацијата во моментот? Скопје Нема политика, нема политички партии, нема сили, нема батми. Колку што нема во Академијата за суди и обвинители, колку што нема. Ама сега, да почнеме некаде. Професионалната војска, колку што нема у приемот на МВР. Ама се да почнеме некаде. Ако неки се случи пак трагедија иста ваква. Не дај Господ. Знаете каква е моменталната Дали спадам ситуација? комник? Богоевски Скопје е единствениот град каде што нема систем за тревога, нешто што во поранешна Југославија функционираше и сега не функционира. Тоа беше сериозна држава што. Во ред, сега така ние сме единствениот град кој што нема. Правевме прилози, за сега никој не реагира. Беше деканот на градежниот факултет тука на дента на трагедијата во Кочани и вели дека во Скопје 80% од објектите или 70 сега може грешам, али многу беше висок процентот се градени со несоодветни материјали кои што за време на пожар горат. Директорот на Центарот за управување со кризи, се извинувам, Стојан Ангелов, прави стендап дека шахта луѓето ќе се спотепаат и за да се реагираат некој да стави шахта. Значи не знам како да вика депонии ни горат. Мислам веќе си се здосадили сам себе да зборам. Такви базични проблеми уште не мачат. Ајде да му порачам една на деканот. Во политика во сите се мешаат. Да, ама има политика да уде тука. Во софискултурно да бидеш, можеш и без школа да бидеш политичар. Аз ќе ви дам конкретен пример. Како Лех Валенса, разбирате. Ама у тоа нивното градежништво и архитектура никој бре не им се меша. Не можам ја да цртам зграда, они ја цртаат. Не може ја да правам проект, од кои материјали треба да се направи. Неговите студенти што завршиле, што им подпишал, што им дал диплома, тие цртаат. Не зборуваше за малверзации кои што се прават и градежни фирми и со дозволи и со сите. Надзорот е исто, или градежни инженерија, кој што тој му е дал дипломата, како дозволува малверзации да се прави. Ако во било што на друго место сегде имаме несоодветен кадар и нестручни и приучени, ама од таа област тоа се професионалци. И сега он кажува дека тука имало малверзации и така натаму, а подписот кој го става? Неговите студенти што му завршиле. Па дури и неговите професори што имаат фирми и така натаму. Можеме ли ајти да нацртаме зграда? Се знае, мора да ја црта архитект, мора статичар, мора и електроинженер, мора машински инженер, значи сите фази кои за архитектура, значи све интериер и така натаму. И сега не биле ставени материјали како што и на крај, освен тоа ќе се направи, треба надзор да кој го потпишува надзорот, па инженер го потпишува. Па постручен дел во одржавање, а мислам дека дури и клиниката не е толку стручна. Ама сега ќе дадам пример. И па имаме ќе биде малце тежо примерно ќе дадам. Должам на јавноста искреност и честност. Сум ветувал цел живот. Кога бев државен советник за капитални инвестиции на предпрошлата влада, еден висок политичар си направил без да не праша, без да добие согласност од надзорот, ниту од инвеститорот, Агенција Млади спорт. Панели за покривање на спортските сали кои горат. Замислете. Со пурпењето. Замислете. И политичарот, силен политичар, со силна телевизија под себе, со силно влијание во јавноста. Му доаѓа на премиерот, му вика, ќе се купат моите панели. Премиерот нас не вика и не вика, ова ќе се имплементира на спортски сали. Тука е интегритетот наш. Ние викаме никогаш и по ниедна цена, господине премиер. Зборам за 2009 година. Панелите ќе ги одобри надзорот. Ќе ги констатира Македонски завод за испитување на материјали, ќе ги потврди градежен факултет, кој ќе добија такви сертификати со национална ресертификација, ќе бидат градени. Ама политичарот беше нервозен, зашто веќе ги набавил, веќе има економски загуби. Мене ми се обрати премиерот со зборовите, а ти ли ќе ги платиш загубите? Мене не ме интересираат ниту политички притисоци, ниту загубите на тој политичарот. Панелите кои беа купени после грчки, други, и беа вградени други со сите сертификати. Ако пресован тервол треба. Ако прифатевме политички притисок од највисок ранг, од премиер и од највисок политичар со апсолутна моќ во државата, денеска ќе ризикувавме да се случи уште поголема трагедија од Кочанската. Затоа ќе ве молам, многу е битно, ние што сме во јавните служби, да имаме интегритет. И денеска мене ми се јавија 50 ургенции завработени во Национална агенција, туца буца, знаеш како оди под маса. Не. Кај мене да не се јавувате. Интегритет. Или работи, или не работи. Ама тој од ВМРО, ама тој од СДС. Абе, не ме интересира од која партија е. Или работи, или не работи. Ако е обвинет под истрага, не може да постапа последни предмети. Чесен, поштен работи, ќе добие награда на плата. И тоа е принципот за работа. И крај. Цел живот работам така и ќе продолжам да работам така. Нека ме разрешуваат колку сакаат.
И тоа што ме закани може колку сакате, разрешување. еднаш може само да ве разрешат. Не, ми избркале 10 пати на работа сега. Ме разрешиле 10 пати, пред што принципиелен. И јас сум човек што му пуштил кривична пријава на актуелен министер, а сум бил под него, државен советник. Добро. Така да немој да мислите дека се зависи од нас. Тргуваш од личниот пример, со личен интегритет. Или го имаш тој професионален интегритет, па и личен, или го немаш. Ако го немаш, ќе ве не ми следиме баја сега, од очи. ние ве плаќаме и сте цел на следење. Дали ќе трчате за уште еден мандат? Рано уште. Не е баш рано. Рано, со мене е рано. Зашто ви Ќе мериме рейтинг, ќе каже народ. ќе правите анкети ако имате доверба тоа? Ќе видиме. Ништо не е морално. Не, апсолутно не е морално, але претпоставам дека имате искуство и дека сакате да довршите нешто што сте почнале. Искуството е неспорно, нема дискусија тама работа. Значи ќе биде политичка математика на крај. Не, ќе видиме. Од разни и од семејни прилики, Јасно, све зависи. Не е тоа само. Добро, ви благодарам. Ќе трчате вие? Нема да трчам, веќе дотрча кај што Не е сакаше. точно, не е точно. Нашата партија се подготвува за локалните избори, ќе настапиме веројатно комбинирано. И во дел во коалицијата општини Твоја Македонија, дел самостојно. Добро. На дел општини каде што, пази, локалните лидери на македонски концепт ќе ми известат дека се подготвени за тоа. Нивна ќе биде одлуката. Кој ќе одлучи локален лидер и кој ќе каже ние сме за тоа подготвени, ја ќе кажам да. Јас одлуки не им се мешам во нивни ингеренции и одлуки не носам. Добро, Но сакаме да настапиме комбинирано и да голем предизвик ни е град Скопје. Сакаме да излеземе со кандидат за град Скопје и за совет за град Скопје, ќе видиме дали ќе успееме. Благодарам. Како гледате на последните случувања во Вленеве, практично Таравари со една нога веќе е надвор после вечерашниот состанок на коалицијата. Меѓути каже дека Таравари се самоисклучи практично од вреди. Какви се вашите информации? Која е причината за овој очигледен маневар политички? Искрено да видам поима немам. Веројатно Таравари е незадоволен од не е незадоволен од нивото на спроведување на реформи во држава, 100% е незадоволен од нати го дај ми го. Кој кај е сместен, кој што добил, како дека за големиве политики нешто не се имаат скарано многу. Каде оди државата, мислам дека тоа не е причина. Во детали не знам, али од прилика, познавајќи ја македонска политика и односите во влада кои што биле, горе-доле тоа биле причините за незадоволство. Значи, пак партиски математики, а не јавен интерес, или? Кој мисли на јавниот интерес? Па вие треба да мислите. Кој мисли тамо на јавен интерес, што зборите? Каков јавен интерес? Ма тоа значи дека на политичарите има многу гајле и за граѓаните и за државата, ако е тоа јавен интерес. Тоа значи дека се грижат за своите математики, а ние сме тука некоја статистичка грешка која плаќаме даноци и им правиме ни хубаво да им биде. Што повеќе партии во власта, помалку јавен интерес има. Секој бара нешто од власта да партиципира и така натаму. Ворите да сака да партиципира. Искуство не кажа дека тоа партиципирање на толку партии или на некои партии што се долго време не придонесува во зголемување на ефикасноста во работењето на администрацијата, подобрување на процедури, што вика, правила, зајакнување капацитети за антикорупцијски капацитети. Значи, не можевме да видиме. Напротив, видовме дека со партискиве решенија растуривме државичкава. Ја растуривме државичката, партиските решенија ни направија само... Значи, таа желба за партиципација, уствари желба за лични привилегии за партијата, не за јавното добро и за нашата држава. Таа приказна ја искршив колата трчајќи во избори, а ја кога лепев плакати, а ја кога идев по митинзи, таа не доведе до оваа ситуација. Тоа ни е насекаде. Денеска разговарам со еден уредник. Ама не можеме вака да се помируваме со тоа. Тоа е. Во еден наш медиум. Во една редакција ми кажува тројца колеги сме со висока наобразба новинарија, тројца со средно. Јавен медиум, јавен сервис. Браво. Со средно училиште, новинари. До таму е дотеравме. И ми функционери со средно училиште. Не, функционери тоа го решаваат формално, си купуваат дипломи, стануваат директори, стануваат министри. Тоа се завршува експресно. И прават бунтови против тие што имаме по неколку докторати на меѓународно признати универзитети. Тука се решава експресно таа работа.
купуваат дипломи од Херам Измерко и прават мрежи за... Господинот Пиловаров даде информација. Еве и до обвинителството, да го прозивам. Дека 2010 е формиран Штипскиот универзитет, 2011 се поделени 1300 дипломи. Стварно ли е бе луѓе тоа или не е? Кај се тие дипломи сега? На кои позиции се во државата? Што тие ни водат? Имаат ли тие дипломи удел во ваквото состојба во државата? Немаат ли удел? Што работат тие луѓе со тие дипломи? Буване не пецка. 1300 дипломи поделени ни водат држава. И никој не реагира. Нити званични институции, нити граѓани, нити универзитетот, универзитетската фела, нити академијата, нити министерство за да каже чекај, стварно ли е тоа така? Дека за година и пол ние сме поделили 1300 дипломи. Ако не е така, ја им се извинувам, а јас го слушнав од лице кое што бил висок фактор во Министерството за внатрешни работи. Тој вели нивната предистрага кажала дека за година и пол се поделени 1300 дипломи. Така ли или не е така? Ние имаме пратеници со купени дипломи, ние имаме министри и никого тоа не го интересира во државата. Многу не интересира, и нас како медиуми не интересира тоа. Ама треба сите нешто да направиме да се променат работите. Ајде да ги објавиме. Па ако имате информација, ајде дајте ги објавиме. Па еве, јас почнав да објавувам, душата ме извади. Да видам дали е стварно. Еве, ја почнав да објавувам, душата ме извади. Колку имаме ние што имаме тие со купени дипломи што ги избори. Ама он нема врска, не отишол никогаш, на пример од Србија дипломата, дента кога го полагал испитот, он ни 3 месеца претходно, ни 3 месеца покасно он не искочил ван Македонија. А положени испити, не знам од Бугарија, не да се гледа, а искочил кога отишол да се пријави на факултетот. Добре, ние имавме премиер, што имаше положено 8 испити во еден ден. Значи, тие таквите се најробусни, најорганизирани, ги прават тие мрежи на арамии и таа комунална болумента после ги прави тие кампањи на одстрел на луѓето кои сакаат да ги средат работите во земјава. И ако граѓаните не препознаат кој реално се бори за следување на работите, а кој прави празни кампањи и пропаганди, не може да се збориме за работите. Зашто јас на крајот ќе си дам на мафта цензура и ќе се откажам. Кажам, па што ми вреди, не ми треба функцијата, зашто ми е? Зашто јас да си ги мачам душата стара, ја да се нервирам, за да работам за народ, ако мене покрај болументата, нахушкам народот, ме плука и народот. Немам потреба. Ме разбирате, значи народот, јас пак ја апелирам, мислам дека кај народот треба да се зголеми препазливоста, вниманието и оштрината на сечење на работите, а не вака само нахушкање. Денес ќе оземе ќе хушкаме Петар, утре ќе хушкаме Александар, задуте Петар, Стеван. која партија викаше и Магаре да ставиме, Магаре ќе победи? Значи, таа ситуација. Имаше таа една партија што викаше, тие Магариња сега водат државата? Ај? Ама и Магаре да ставиме. Не е само една таква. Која партија викаше така? Не е само една И Магаре да ставиме, Магаре. Ама се до некој имавме министер за образование со диплома, со докторат кој завршил за 3 месеци. Се не може така. Ама сериозна е работата, не можете така. Многу често ни е тема. Затоа ви викам. Магаре да ставиме, Магаре ќе избереме. Ај сега. Ама затоа викам, дајте да ги објавуваме со име со презиме јавно и отворено. И да тераме така. Па ја објавуваме тие што викаат дека и Магаре да ставиме, Магаре ќе избереме. Еве кај мене тренирале Магариња, ја ќе ги објавам сите што тренирале Магариња. Во меѓувреме. Добре. Ви благодарам на двајца за учеството во вечерашната емисија. Мислам, малце и депримирачки звучеше некои работи што ја кажувавме, бидејќи уште еднаш Стево е депримиран, јас не сум, јас сум оптимист. Петар, ја не очекувам да ми ја ресетира државата овие со тие 1300 дипломи купени од. Ама јас ќе ја ресетирам. Ја не очекувам тие да ми. И тие барат ресетирање. Македонски концерт 2 години збори за рестарт на системот. Дека тие ќе ми ресетираат. Имаве кампања рестарт на системот. Малку утре. Добро, како и да ви благодарам за искрените размислувања, ако ништо друго, Петар, ти посакувам среќа во новата функција, ќе те следиме одблиску и доколку бидеш за критикување, да знаеш дека нема да те штедим, да ве штедиме воопшто. Би замолил за конструктивна критика, за будност на медиумите и за издржани, аргументирани забелешки. Ти Вардар у Лига кој беше со минус 6 бода. Ама ви благодарам, почитувани, ви благодарам и вам, ние останете со програмата на Канал 5.